Здравствениот извештај на STIDI за 2024 година покажува дека 62% од европејците имаат позитивен став кон вештачката интелигенција. Половина, 47%, веруваат дека добро ја разбираат технологијата и се убедени дека тоа ќе им користи на општеството, додека уште 15% се отворени за истражување на можностите на вештачката интелигенција. Меѓутоа, кога станува збор за употребата во личната здравствена заштита, повеќето европејци се уште се резервирани. Португалија, Шпанија, Романија, Србија и Унгарија покажуваат најпозитивен став кон прифаќањето на вештачката интелигенција. Спротивно на тоа, граѓаните на Узбекистан, ирците, финците и швајцарците имаат негативен став. Доктор Гугл и докторот за вештачка интелигенција се уште не можат да се надпреваруваат со општите лекари и фармацевтите. Европејците во голема мера им веруваат на лекарите и фармацевтите во однос на препораките за ОЦ производи, додека само 16% веруваат во Google, а само 12% од европејците сметаат дека вештачката интелигенција е доверлива за такви совети. Но, кога станува збор за добивање информации кои се од суштинско значење за донесување одлука за купување на ОЦ производ, Google останува значаен извор на информации и всушност постигнува малку подобри резултати од лекарите и фармацевтите. Официјалните веб страници на здравствените установи најчесто ги посетуваат финците и швеѓаните, а информациите од инфлуенсерите на Facebook, TikTok и Instagram најмногу ги следат бугарите, пољаците и узбекистанците. Кога станува збор за личната здравствена заштита, европејците се скептични за вештачката интелигенција од различни причини. Тие се особено загрижени за злоупотребата на вештачката интелигенција, особено кога некој има неовластен пристап до нивните лични податоци. Вештачката интелигенција секако ќе продолжи да се усвојува во различни области на здравствената заштита, но ставот на европејците е јасен. Таа треба да биде само додаток, а не замена за лична интеракција со квалификувани експерти. Ова се резултатите од шестиот меѓународен здравствен извештај на компанијата STIDI за 2024 година, репрезентативно истражување со повеќе од 46.000 испитаници од 23 европски земји.